Добар ден, ова се вестите на Канал 8. Земјоделците од атарот на селата Облешево, Чифлик и Чешиново се жалат дека глодари им ги напаѓаат нивите засејани со ориз и им прават големи штети. За сега немаат ефикасен начин за заштита, па бараат помош од Министерството за земјоделство. Наезда од полски старци им создава нова главоболка на оризопроизводителите од атарот на општина Чешиново Облешево. Тие се жалат дека глодарите им влегуваат во нивите и го грицкаат стеблото на оризот, пошто растението се суши и предизвикува намалување на очекуваното производство. Предупредуваат дека состојбата станува алармантна, затоа што штетникот брзо освојува нови земјоделски површини, а ефикасна заштита против него се уште немаат. Има тие глодари, како се викат, не знаме, одам секоја вечер улје ставам и нема спас на тамо дека е. Улито бега оде на здраво место. Нема отров во тај дел, а немаме никакви, мислам, едно време, пред 5-6 години до нас, а тие апчиња даваа, ставаме на плочки. И заштитиме тука и таа година тие глодарите. Земјоделците велат дека во секоја од нивите каде што навлегле глодарите, веќе се оштетени по неколку ари засејани со ориз. Загрижени се дека ќе ја изгубат битката и ќе претрпат поголеми штети додека површините да стигнат за жетва. Сега како што иде од 30% моментално до класа за класење ќе биде 50-50. Многу е тоа што тоа многу иде. Многу јаде, нагло јаде. Ноќта преко дента одам да ги обидам оризите, нема ги. И мораме косиме ги да јамите за да може да дупки големи има како да е кој знае што. Земјоделците од Чифлик тврдат дека глодарите се појавиле уште минатата година, но тогаш ги имало во помал број и штетата била минимална. Сега очекуваат помош од ресорното министерство да направи испитувања за каков вид глодари се работи и да обезбеди соодветни препарати за нивно уништување. Ако остане вака, да не се интервира, дали преку Министерство за земјоделие или преку влада, ја мислам земјоделецот ќе биде до 50-60% оштетен. Што значи тоа е многу голема количина на штета и каде ќе му биде крајот на земјоделецот, нека самиот Бог знае. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство во Кочани рекоа дека засега никој од земјоделците официјално не ги известил за состојбата, па очекуваат оризопроизводителите преку нивните здруженија да достават допис. Од таму се подготвени да излезат на терен за да ја испитаат ситуацијата и да дадат соодветни совети, како и да се преземат мерки за заштита од глодарите. По воведувањето на платениот паркинг во Кочани, започне и поставувањето блокатори на возилата чии собственици ја избегнуваат обврската. Од Водовод предупредуваат дека отстранувањето на блокаторот чини 700 денари, што е многукратно повеќе од цената што треба да се плати за паркирање. Неполн месец по воведувањето на одредбата за плаќање на доместок за паркирање во центарот на Кочани, започна примената на построги мерки против возачите кои ја избегнуваат обврската. Работници на комуналното јавно предпријатие Водовод, кое стопанисува со јавните паркинзи, започнаа со поставување на така наречен блокатор на едно од тракалата на возилата, со што се оневозможува неговото движење. За отстранување на блокаторот се плаќа сума од над 10 евра, што всушност е казна за непочитување на обврската за платен паркинг. Како превентива да не дојде до оштетување на автомобилот, доколку возачот не го забележи блокаторот, на стаклото од левата предна врата се поставува соодветно известување. Се поставува налепница на која што пишува внимание дека имате поставено блокатор. За демонтирање на блокаторот, собственикот на возилото треба да плати глоба од 700 денари. Со плаќањето на таа глоба се демонтира блокаторот и собственикот може да го подигне возилото. Симеонов рече дека во изминатиот период се случувало граѓани кои се несовесни или недисциплинирани да излезат од возилото и со далечинскиот управувач на клучот да ја заклучат вратата, без да платат за паркирање. Тоа обично се случувало со лица кои најчесто одат во трговскиот центар за рекреација и забава. Он оде у трговски си пие кафе и вика не ви плаќам на вас за користење на платен градски простор. А иако претходно има забележено дека на тоа место кое што има паркирано возилото стои знак платен градски паркинг. Цената на чинењето на плаќањето од саат е 10 денари, така што за возило кое што го вози од 10.000 евра не представува никаква тешкотија он да изваде 10 или 20 денари да плате и да ужива повторно во пиењето на кафе во трговски центар.
Плаќањето за користење јавен паркинг простор е одредба што ја донесе Советот на општината, па како обврска возачите се должни да ја почитуваат, велат од Водовод. За сега паркирањето се наплатува во потесното градско подрачје, односно на улицата Маршал Тито, на потегот од поштата до водостопанство Брегалница, потоа на дел од улицата Димитар Влахов, како и на јавните паркинг простори кај трговскиот центар. Пред донесувањето на актуелната одлука во локалната самоуправа се размислуваше опфатот на улиците да биде поширок, односно тоа да се направи по истекот на 3-месечниот пробен период. Со асфалтирањето на улицата Генерал Апостолски, централното јадро на Зрновци го комплетира својот лик. Наскоро на оваа локација треба да биде поставен споменикот на Свети Димитрија Солунски, што во моментов е во изработка. Со асфалтирањето на главната артерија, улицата Генерал Апостолски, се оформува ликот на централното јадро на Зрновци. Ова е последна фаза од проектот за изградба на плоштадот. Се работи за инвестиција од 6 милиони денари, средства обезбедени преку Агенцијата за финансиска подршка на руралниот развој. Обврска на општината е да го плати данокот на додадена вредност, а изведувач на работите е фирмата Стоименов. Денеска започнавме со асфалтирањето на оној дел што беше предвиден да се асфалтира. Се работи за квадратура од 1300 метри квадратни. Меѓутоа исто така преостанува да се постави урбаната опрема и со тоа целосно плоштадот ќе биде завршен и за среќа на граѓаните, значи ќе можат граѓаните за многу кратко време да го користат за разни среќавања, прошетки. Меѓутоа исто така, значи овој плоштад ќе има улога и од примарно значење, а тоа е, значи, организирање на разни собири, како што се митинзи, свечености на општината и слично. Актуелни проекти во општина Зрновци се изградбата на патот Видовиште Теранци и неодамна завршената изградба на фекалната канализација. Завршивме со изградбата на фекалната канализација во село Видовиште, меѓутоа како проект во тек во моментот е изградба на патот Видовиште Теранци, за кој што очекувам да во текот на август биде целосно реализиран. Завршен е и постаментот во центарот на плоштадот, каде наскоро треба да се постави споменикот на Свети Димитрија Солунски со придружните фонтани. Тендерската поставка е веќе завршена, така да очекуваме дека во текот на месец септември, крајот на септември, почетокот на октомври ќе биде поставен споменикот. Споменикот ќе биде висок 2 метри, а во моментов се подготвува во олеарница во Скопје. Постаментот е нешто над 1 метар. Автор на споменикот е Далибор Николовски, истиот автор чие дело е бистата на Синиша Стоилов, поставена во дворот на училиштето кое го носи неговото име. Во библиотеката Искра е отворена изложба на фотографии што се наградени на меѓународниот конкурс за фотографии од културното наследство. Изложбата се организира во соработка со Музеот на Македонија, како дел од манифестацијата Топол културен бран во Кочани. 50 на фотографии со мотиви од културното богатство на 20 на земји од Европа и светот се представени на изложбата што беше отворена во библиотеката Искра во Кочани. Таа е дел од манифестацијата Топол културен бран, а кај нас се организира во соработка со Музеот на Македонија. Се работи за наградени фотографии од конкурсот за фотографија од светското културно наследство, што ги изработиле млади фотографи и аматери. Идејата потекнала од Барселона, а координатор на овој меѓународен проект е Историскиот музеј на Каталонија. Идејата е да се побуди интересот кај младите луѓе за културното наследство и со нивно активно вклучување при правење фотографии да се побуди нивната грижа за она што ни е оставено од претходните генерации. Авторите на фотографиите се младите луѓе од Европа и од неколку земји од другите континенти. Во 2013 година, од кога што е оваа изложба, зема учество 25 земји и тука се представени, значи, фотографии на млади луѓе од 11 до 20 години. На изложените фотографии можат да се видат детали од културното богатство на секоја од земјите учеснички. Меѓу нив е и нашата земја, со фотографии на кои се забележени мотиви од Охридско и од мостот Еленски скок од Реканскиот регион. Тука е Македонија, еве, Република Македонија. Се учествува со различен број на фотографии, меѓутоа се презентират по 2 фотографии, значи од Македонија имаше 2 победници минатата година, ученици од Дебар и од Скопје. Инаку Македонија по 10 пат зема учество во меѓународниот конкурс
и на тој начин се вклучува во еден проект кој што веќе речиси 2 децении ја побудува креативноста на младите луѓе во Европа и пошироко. Изложбата досега беше поставена во Музеот на Македонија во Скопје, а доаѓањето во Кочани е прво гостување во друг град од државата. Освен тоа, поставена е и во сите други 24 земји учеснички на конкурсот, а поставка е направена и во Страсбург, каде се доделуваат дипломи на младите кои ги изработиле фотографиите и победиле на конкурсот. Во рамки на манифестацијата Летен културен брампак општина Виница организира концерт на Танго Трио. Концертот ќе се одржи во вторник. Домот на културата Тошо Арсов од Виница летниот културен бран го започна со настапот на танец на плоштадот Ангел Винички минатата недела, а со летната програма продолжува следната седмица со концерт на Танго Трио во состав Пламенка Трајковска виолина, Тони Пецанов хармоника и Ајхан киборд пијано. Танго Трио на својот репертоар има дела од најзначајните танго композитори во стилот на танго традиционал и танго нуево, како и композиции од најзначајниот современ танго композитор Астор Пјацола, но и дела од најпознатите автори на танго музиката Гардел Родригес Вилолдо, како и Готам проект. Танго Трио постои 2 години со цел промовирање на танго музиката на нашите простори и досега има реализирано бројни концерти во Скопје, Штип, Велес, Струмица, Свети Николе, Демир Капија, како и настапи во Србија и Грција. Специјални гости на концертот во Виница ќе бидат вокалот Јована Крстевска и танцовата танго двојка. Концертот ќе се одржи во вторник на платото пред Домот на културата Тошо Арсов со почеток во 20 часот и 30 минути. Рачно изработени кукли на децата од клонот 1 на градинката Павлина Велјанова им подарија волонтерите од Сдруженијето на млади правници Павел Шатев. Тие, заедно со членовите на Сдруженијето Мобилност, ги изработија куклите и лично им ги однесоа на најмладите. Необични, рачно изработени кукли од текстил добија на подарок дечињата од најмалата група во клонот 1 на детската градинка Павлина Велјанова. Им ги донесоа волонтерите од Сдруженијето на млади правници Павел Шатев од Кочани, кои доаѓаат од неколку европски земји, а ги изработуваа во текот на изминатите месеци. Идејата потекнала при нивната посета на текстилните фабрики, кога побарале материјалите што не им се потребни да ги донираат. Првичната намера била од тие материјали, заедно со членовите на Сдруженијето на телесни инвалиди Мобилност, да изработат торбички, што би им ги делеле на граѓаните, за да се намали присуството на пластични кеси во трговијата и да се заштити животната средина. Меѓутоа, во меѓувреме дошло до промена на планот. Но материјалите кои ни беа донирани беа растегливи и не беа баш за ташнички и за торбички, па волонтерите се одлучија да го пренаменат проектот и да изработат перничиња или куклички кои еве денес ги донираме на детската градинка Павлина Велјанова. Дечињата со радост ги примија подарените играчки, а од детската градинка Павлина Велјанова изразија благодарност за досегашната соработка со Сдруженијата Павел Шатев и Мобилност. Се што е подарено, макар да е една најмала донација, кога е со љубов дадено и посебно кога е изработено своерачно, треба да го цениме. И кај оваа возраст се развива чувството за хуманост, дека многу е убаво да се подари некому нешто. А особено е убаво да се цени она што некој ти го подарил и да се каже едно големо благодар. Посебен придонес во реализацијата на идејата за подарување рачно изработени кукли имаше волонтерката Гертруд Коима, која скоро 1 година е во Кочани, а неколку месеци помагаше и во градинката. Јас сум Гертруд од Естонија, заедно со Мари Бълдно од Естонија. Направивме кукли за децата. Срекни сме дека тие ќе си играт со нив. Иницијативата за рачна изработка на предмети од текстил се реализираше и за празникот Свети Валентин, кога беа изработени перничиња во форма на срце и им беа подарени на членовите на Мобилност, кои се потешко подвижни. Куклите за децата од градинката е втора ваква активност, за која од Сдруженијето Павел Шатев најавуваат дека ќе продолжи и во иднина. В недела ќе се одржи хуманитарен фудбалски спектакл на стадионот Никола Мантов. Влезниците се по скромна цена од 50 денари. Хуманите граѓани и натаму може да донираат телефонски и на сметка за помош на Даниел Митков. И понатаму трае хуманитарната акција за собирање средства за помош на Даниел Митков.
За третманот со матични клетки и рехабилитација за тој повторно да застане на нозе се потребни 25.000 евра. Хируршкиот зафат и рехабилитацијата се закажани во Пекин, Кина. Кон хуманитарната акција досега се приклучија голем број фирми и физички лица, но се уште не се собрани потребните средства. Па така сега апелирам до сите граѓани, до сите хумани луѓе да донираат било на прикажаните броеви или на трансакцијската сметка. Ќе бидам преблагодарен на секој кој што сака да ми помогне. Даниел Митков ги поканува хуманите луѓе да бидат дел од хуманитарниот фудбалски спектакл помеѓу поранешните македонски репрезентативци и ветераните на Осогово. Надпреварот се игра в недела, влезот е по символична цена од 50 денари. Воедно и да ги поканам сите граѓани, сите луѓе кои сакаат да дојдат во недела на градски стадион Никола Мантов со почеток од 18 часот и 30 минути. Ќе има еден хуманитарен надпревар помеѓу поранешните фудбалери на ФК Осогово, ветераните и поранешните репрезентативци кои ги брајаја боите на македонската репрезентација, како што се Саша Чирич, Ѓорги Христов, Шекири, Седловски и други. Така да ги повикувам сите да дојдат, да биде шо помасовно. Мислам дека ќе има што да се види. Телефонски броеви за донации: VIP оператор 077 143 110, One 075 143 850 и T-Mobile 070 143 112. Донации може да се вршат и на трансакциона сметка, како и на девизната сметка. И при крајот на вестите вообичаената информација од спортот. На Илинденските спортски игри во Чешиново викендов се играат четвртфиналните надпревари. Во Зрновци пак ќе се добијат преостанатите 4 патници меѓу 8-те најдобри. В четврток на Илинденските спортски игри Чешиново 2014 на програмата беа два надпревари. Карвенци загуби од Зрновци со резултат 1:2, додека предвидениот по распоред надпревар помеѓу Чардаклија и Кучичино не се одигра. Кучичино без освоени бодови, веројатно согледувајќи го неуспехот на Илинденските спортски игри, не се појави на последниот надпревар за нив, па Чардаклија со 3:0 службено го доби надпреварот, а со тоа и се пласира во четвртфиналето како првопласирана екипа од третата група. Со завршувањето на овие надпревари веќе се познати сите екипи кои се пласираа во четвртфиналето. Четвртфиналните надпревари ќе се одиграат на 26 јули сабота со почеток во 17 часот, кога се среќаваат екипите на Облешево и Крупиште, додека во 19 е надпреварот помеѓу Чифлик и Соколарци. Преостанатите два четвртфинални надпревари ќе се одиграат в недела со почеток од 17 часот, кога екипата на Бања се среќава со Зрновци, и од 19 часот кога домаќинот Чешиново ќе се сретне со екипата на Чардаклија. Завршија надпреварите во едната од двете групи на Илинденскиот фудбалски турнир во Зрновци. Дзубекс Лески 2:3, Младинци Зрновци Младост Оризари 0:3 и Ветерани Зрновци Градовци 3:0 се резултатите од овие надпревари. Четвртфиналисти се екипите на Дзубекс Виница и Ветерани Зрновци со поосвоени 12 бода. Поради меѓусебниот дуел табелата изгледа вака. Првопласирана е Дзубекс Виница пред Ветерани Зрновци, на третата позиција Лески со 8 бода, на четвртата со бод помалку е Младост Оризари, петото место го освои Градовци со 4 бода, а на дното од табелата останаа заковани Младинци Зрновци.
Тоа беа содржините од денешните вести на Канал 8. Дел од нив можете да проследите и на kanal8.mk. Пријатно!